Вести на Канал 8. Добар ден. Поголем број инфраструктурни проекти, меѓу кои изградбата на регионална депонија за цврст отпад, влегоа во програмата за развој на источниот регион до 2019 година. Во Штип се одржа завршната конференција на која беа представени проектите, а беше ветена и соодветна подршка од државата и од странски фондови за нивно реализирање. Центарот за развој на источниот регион ги утврди приоритетните проекти што треба да се реализираат во наредниот 5-годишен период, а што ќе придонесат за подобрување на условите за живот на граѓаните во сите 11 општини. Проектите се влезени во програмата за развој на регионот до 2019 година, а на јавна презентација во Штип беа изложени пред представници од општините, од граѓанското општество и приватниот сектор, како и пред представници од ресорните министерства и меѓународните институции. Најголем дел од нив се однесуваат на комуналната инфраструктура, но има и такви кои се од поширок регионален карактер и на подолг рок би создали услови за економски развој и на регионот и на државата воопшто. За нас многу значаен проект е проектот што веќе е почнат, тоа е проектот Миладиновци Штип автопатот, понатаму ќе продолжи со еден експресен пат со 4 ленти од Штип до Кочани, исто така да треба да се изгради и да се продолжи со изградба на патот кон границата со Бугарија, кон Берово, понатаму Пробиштип-Крупиште, исто така и неколку многу значајни регионални проекти кои што ќе придонесат за развој на туризмот во источниот регион, а тоа се патниот правец Пробиштип-Пониква, исто така поврзување на Македонска каменица со рудникот Тораница, односно со општина Крива Паланка и едно заживување на целиот овој дел. Освен овие проекти, во програмата за развој во наредниот 5-годишен период е влезена и регионалната депонија за цврст отпад. Тоа е проект кој што официјално градежниот дел ќе започне некаде во 2017 година со изведба на самата депонија по утврдување на местоположбата, односно локацијата, зашто во меѓувреме се прави студија за одржливост. Започуваме со втора фаза од проектот за географско-информационен систем во Источниот Атлантски регион, а тоа е подземен катастар. Повторно ги воспоставивме контактите со Центарот за меѓународна соработка и развој при Влада на Република Словенија, кои што доделуваат грант. Бараме да се обезбедат некаде околу 1 милион евра. Прашање е колку од она што се става во планските документи е реално остварливо и во предвидениот рок навистина ќе го добијат општините, односно граѓаните. Тоа секако најмногу зависи дали ќе се обезбедат доволно пари. За наредната година, за 2015 година, во буџетот на Министерството и Бирото за регионален развој како надлежни институции за спроведување на политиката за рамномерен регионален развој, се издвоени 110 милиони денари, кои што ќе бидат соодветно распределени за планските региони, за подрачјата со специфични развојни потреби и за селата. Значи, имаме благо зголемување, односно се бележи тренд во средствата кои што се дистрибуираат за поттикнување на рамномерниот регионален развој. Програмата за развој на регионот е изготвена во согласност со методологијата на Министерството за локална самоуправа, а дел од неа се реализира со поддршка од германската GIZ-RED, програма за регионален економски развој во Македонија. Што е важно за новата програма, поконкретно за овој регион, во процесот на развој на програмите за развој, ние ги вклучивме сите партнери, сите релевантни партнери, сите градоначалници на општините, граѓанското општество, бизнис секторот од регионот. Се ова со цел да се осигураме дека она што ќе се напише, ќе се вклучи во новите програми, ќе биде создадено со учество на сите релевантни групи. Следната важна точка е тоа што во процесот на создавањето на програмите соработуваме и со центрите за развој, со регионалните совети и со Министерството, бидејќи сакаме да се осигураме дека го имаат потребното знаење и искуство за да најдат средства за имплементирање на проектите. Шварц рече дека постојат пари за реализација на сите проекти, а извори се националниот буџет и фондовите на Европската Унија. Бидејќи понекогаш е тешко да се пристапи до овие средства, паралелно со подржувањето на подготовката на програмите, представниците од GIZ-RED програмата се овде за да се обезбеди сигурност оти ќе се најдат средства за сите проекти.
Вестите на Канал 8 ги продолжуваме со гостинот во студиото Радмила Шекеринска, подпредседател на СДСМ, а причината или поводот за гостувањето е трибината која ќе се одржи во Центарот за култура Бели Мугри. Добро вечер, добри дојдовте во студиото. Добро вечер, благодарам за поканата. Јас споменав нели во најавата дека ќе имате трибина во Центарот за култура Бели Мугри. Која е целта на вечерашнава трибина и зашто ќе се зборува во истата? Па ние кажавме дека согласно новата стратегија на СДСМ, раководството, членовите, првите луѓе на СДСМ се постојано присутни на терен. Одиме од врата до врата, разговараме со граѓаните за нивните проблеми, меѓутоа исто така ја образлагаме нашата понуда. Македонските граѓани во моментов се незадоволни од тоа каде оди Македонија. Меѓутоа, наша задача е да им покажеме дека оваа наша држава може да се промени и дека тие промени на граѓаните ќе им донесат подобар живот. Целта на трибината е да разговараме на тие теми. Ние да ги кажеме нашите планови, да ја образложиме нашата понуда и во делот на економијата, и во делот на социјалата, и во делот на политиката, но и да чуеме и коментари, и сугестии, и граѓаните што мислат за нашата понуда, но и за своите маки. Така. Останувате ли на бојкотот и што ќе се случува понатаму со претеничките мандати? Значи, ние на денот на председателските и парламентарните избори го објавивме тоа што им е јасно на сите граѓани во Македонија. Дека изборите во Македонија се незаконски и дека представуваат сериозна и системска кражба на волјата на граѓаните. И од тие причини нашите пратеници побараа да не им бидат верификувани мандатите. Не сакаа не само да влезат во парламентот, туку не сакаа и нивните мандати да го аминуваат изборот на новото собрание. Факт е дека од тој момент до денеска власта излезе со серија на ултиматуми, правеше притисок, ширеше дезинформации, меѓутоа нашите пратеници покажаа дека она во што веруваат и Македонија им се поважни и од функцијата и од позициите. Ние не влегуваме во Македонското собрание не заради инает, туку заради верба дека ако во Македонија работите продолжат како до сега, колата ќе продолжи да ни оди надолу. Македонија е во ќорсокак и бараме од ВМРО ДПМН да почне преговори на сите 5 точки кои што ги побаравме, а кои што ќе значат дека на следните избори нема да одлучува власта кој ќе победи, туку ќе одлучуваат граѓаните кои ќе победи. Ако ВМРО ДПМН имаше верба дека можат да победат и на фер и демократски избори, тие ќе беа првите кои што ќе побараа и техничка влада да ги организира изборите и правила на игра кои што ќе гарантираат фер надпревар. Меѓутоа, за жал, и досега покажуваат дека и врвот на ВМРО ДПМН знае дека ако граѓаните се охрабрат и ако граѓаните реално гласаат, без власта да им е тутор, да ги уценува или да ги корумпира, дека оваа власт ќе падне. Кои се следните чекори кои ќе ги приземе СДСМ во своето делување? Значи, овие трибини и ова наше присуство на терен не е кампања, туку е начин на кој СДСМ ќе работи во целиот нареден период. Состојбата во националните медиуми е таква каква што е. Од националните медиуми или барем мнозинството од нив, граѓаните добиваат само дезинформации, лаги, шпекулации кои власта ги плаќа со парите на сите граѓани од буџетот. Меѓутоа, ние ќе одиме по потешкиот пат. Ќе зборуваме која е нашата понуда, на кој начин мислиме дека во Македонија може да се живее подобро, на кој начин мислиме дека Македонија може да се врати на подобриот пат и на кој начин со поддршка на граѓаните, работејќи заедно за нашава држава, ќе ја вратиме во нормала државата. Целта ни е и да се среќаваме со граѓаните, посетувајќи ги нивните домови, меѓутоа и на вакви отворени трибини, каде што ќе зборуваме за нашата понуда, но се разбира ќе ја кажеме вистината и за криминалот на власта. Сето она што во изминатиот период граѓаните го знаеа меѓу редови, сето она во што се сомневавме и за време на изборите и после нив, дека власта окупирала се, дека злоупотребува и пари, и институции, и медиуми, имаме веќе сериозни докази кои што покажуваат дека во Македонија на сила е едно злосторничко здружување. Ние ја знаеме нашата обврска. Тие информации ќе ги објавиме на јавноста. Ви благодарам за гостувањето во вестите. Ви благодарам многу за ретката прилика да гостуваме и на вистина честитки за успешната и професионална работа. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме понатаму со останатите информации во вестите.
Нов изглед на општинскиот грб и знамето бара локалната самоуправа на Чешиново Облешево. Досегашното решение на обележијата на општината ќе се минува со намера да се изнедат такви што подобро ќе ги отсликуваат карактеристиките на регионот. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево по втор пат годинава е во потрага по ново графичко решение што треба да се најде аплицирано на општинското знаме и грбот. По слабиот интерес што беше покажан за конкурсот што се распиша во март, сега повторно се бара од авторите да понудат своји предлози. Условите што треба да ги исполнат предложените решенија и по вториот конкурс не се разликуваат од претходно. Од авторите се бара при изработката да се применуваат хералдичките и вексилолошките правила за креирање на грб, односно знаме. Исто така, идејните решенија треба да бидат изработени со стилизиран приказ со употреба на символи кои се инспирирани, односно произлегуваат од македонската историја, традиционалните обележја на општина Чешиново Облешево, културното наследство, обележјата кои произлегуваат од прогласувањето за село на штркот на општината, како и од природните реткости, географските и други карактеристики за ова поднебје. Конкурсот е јавен и анонимен, а право на учество имаат домашни физички и правни лица. Изборот на идејни решенија ќе го изврши комисија која со мнозинство гласови од незините членови најдобрите ќе ги предложи за усвојување на советот на општината. Доколку нема соодветен предлог, комисијата има право да не избере ниту еден од добиените трудови. Ако пак пристигнатите идејни решенија ги задоволуваат елементите и критериумите од конкурсот, Советот на општина Чешиново Облешево ќе додели награди, при што вкупниот фонд ќе изнесува 20.000 денари, односно поодделно по 10.000 за решенијата за знаме и за грб. Нов начин на информирање на родителите со така наречена отворена родителска средба организира Основното училиште Свети Кирил и Методи. Активностите се насочени и на поголемо вклучување на родителите во воспитно-образовниот процес. Отворена родителска средба како нов начин на информирање на родителите воведува Основното училиште Свети Кирил и Методи. Тоа значи дека освен со класниот раководител, родителите ќе имаат можност да се консултираат и со предметните наставници кои ги учат нивните деца и да се информираат за постигнувањата на учениците. Отворената родителска средба се состои во два дела. Во првиот дел, оделенскиот раководител спроведува родителска средба со родителите од својата паралелка, групна, во трајање околу 30 на минута, што веќе на сите нас добро ни е познато и веќе долг период се практикува овој начин на информирање на родителите. Вториот дел се состои во тоа што во период од околу 2 часа наставниците сите предметни наставници од училиштето ќе бидат присутни во училиштето со цел доколку сакаат родителите да се информираат за постигањата и успехот на своето дете конкретно за одреден предмет. Во плани и вклучување на родителите во воспитно-образовниот процес во однос на зајакнување на врската родител-ученик-наставник и зајакнување на воспитната компонента на образовниот процес. Родителите ќе им држат предавања на своите деца и на нивните соученици на разни теми кои се од нивна професија. До крајот на календарската година ќе се одржат 3 вакви предавања од родители на наши ученици. Тоа првото предавање ќе биде наменето за учениците од прво оделение на тема штетните последици од предолгото седење на компјутер. Потоа и учениците од трето оделение ќе се одржи предавање на тема заштита од заразни болести и кај учениците од девето оделение ќе се одржи предавање на тема која што сметаме дека е доста актуелна и потребна во предпразишниот период, а тоа е алкохолизмот и штетното влијание од него. Активно вклучување на родителите во воспитно-образовниот процес е и во склоп на проектот Сочитање на лидерство, што ово училиште е вклучено уште во првата фаза од проектот. За таа цел ќе се организира работилница од оделенски наставници и родители на деца од второ и трето оделение на тема изработка на сликовница. Активноста ќе биде раководена од координаторот Фондацијата Чекор по Чекор и сите техники кои што ќе ги научат наставниците и родителите на работилницата ќе можат да ги применуваат наставниците во наставната програма со учениците, а родителите дома со своите деца. Со предавање на учениците од страна на полицијата, Основното училиште Малина Попиванова го одбележа светскиот ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи. Училиштето се вклучува и во проектот за заедничка грижа за правилно насочување на учениците.
Употребата на мобилни телефони и конзумирањето алкохол опасно по животот на младите во сообраќајот беше темата на предавањето што се одржа во Основно училиште Малина Попиванова. Предавањето го извршија представници од ПС Кочани. Проектот е во рамки на глобалните напори за подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата и намалување на бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни несреќи. Во Основното училиште Малина Попиванова денес на учениците на од 8 и од 9 оделение се одржи едукативно предавање од страна на овластени лица од полициската станица Кочани на тема употреба на алкохол, психотропни супстанции, мобилни телефони во сообраќајот и влијанието на истите. Овој момент го искористивме и ова предавање се надеваме ќе им користи на нашите ученици и при предстојните дочекот на нова година, бидејќи таа се ближи наскоро. Ова предавање е искористено и реализација на проектот Заедничка грижа за правилно насочување на учениците, каде што имаме за цел зајакнување на врската родител-ученик-наставник, бидејќи предавањето денешно беше реализирано од страна на дел од предавачите беа од страна на родители на ученици кои учат во Основното училиште Малина Попиванова. Зајакнување на врската родител-ученик, наставник е целта на проектот Заедничка грижа за правилно насочување на учениците, во кој се вклучува и Основното училиште Малина Попиванова. Проектот предвидува постигнување на целта преку заеднички активности во училиштето, односно преку организирање спортски, културни, забавни и едукативни активности, во кои земаат учество родителите, учениците и наставниците. Родители и наставници од Основното училиште Раде Кратовче играа кошарка за помош на Даниел Митков. Се уште не се собрани средствата потребни за операција, така што акцијата за донирање продолжува и понатаму. Кошаркарски надпревар наставници против родители, меч со ревијален карактер, целта многу хумана. Настанот го организира Основното училиште Раде Кратовче. Станува збор за веќе традиционална манифестација што се одржува кон крајот на годината. Надпреварот беше одигран во спортската сала во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Влезниците беа по символична цена од само 30 денари. Станува збор за уште еден хуманитарен настан преку кој заедно со другите тековни активности се очекува дека конечно ќе се соберат потребните средства за операцијата на Даниел Митков. Со своји точки настапија и дечињата од клонот 4 на детската градинка Павлина Велјанова, хорот на гимназијата Лјупчо Сантов, играорната секција, како и членовите на фолклорниот ансамбл Руен. Собраните средства од влезниците ќе бидат уплатени на жиросметката отворена за донации. Кочанци уште еднаш покажаа дека знаат да бидат хумани. Факт е дека одзивот можеше да биде и поголем, но силниот дожд пресред на хуманитарниот настан спречи посетеноста во спортската сала да биде уште поголема. Присутен во салата беше и Даниел Митков, кој до собирањето на средствата и понатаму е врзан за количка. За помош на Даниел Митков остана само T-Mobile донацискиот број, а сумата се уште не е собрана. Сите хумани граѓани можат донацијата да ја реализираат на телефонскиот број 070 143 122 и понатаму се отворени и жиросметките за донација. Бројни културни настани поврзани со Виница. Отворена е Струмичката ликовна колонија, додека винички уметници изложуваат во странство. Во фоајето на Домот на културата Тошо Арсов беше отворена 51-та меѓународна струмичка ликовна колонија. На истата ќе бидат презентирани делата од 20 уметници од Македонија, Русија, Бугарија, Хрватска, Полска и Турција, кои беа гости на колонијата која важи за една од најстарите во Македонија. Покровители на колонијата се Министерството за култура и општина Струмица. Стрип албумот Мрак, хумор, тишина, која е заеднички проект на уметникот Дарко Богданов од Виница и охридскиот сценарист Јордан Коцевски, ќе биде промовиран в сабота во Охрид. Промоцијата ќе се одржи во изложбениот салон на Центарот за култура Григор Парличев со почеток во 19 часот. Станува збор за своевидна антологија во која на 68 страници се вклучени кратките стрипови, кои авторите ги создавале во рамки на својата 5-годишна соработка. Како што кажува и самиот наслов на албумот, стриповите можат да се поделат во 3 тематски циклуси. На промоцијата ќе бидат изложени дел од оригиналните стрип табли од албумот, како и дополнителни илустрации. На втората од серијата ликовни изложби, која е отворена на Југозападниот универзитет Неофит Рилски во Благоевград, ќе се представат Иво Пецов и Сонја Димитрова од Виница. Во август тие заедно со други млади автори со поддршка на Културно-информативниот центар на Република Македонија во Софија реализираа успешна изложба во Велико Трново.
Изложбата во Благоевград ја отвори директорот на Културно-информативниот центар Васко Шутаров и професорот Румен Дешев од Факултетот за уметности на Југозападниот универзитет во Благоевград. Изложбата во Благоевград посетителите ќе можат да ја посетат до 1 декември. Здравствениот дом од Кочани продолжува со акцијата Здравје за сите. В петок ќе се одржи во Центарот за култура Бели Мугри. Програмата Здравје за сите продолжува. Службата за едукација и превентивни прегледи кај возрастната популација од почетокот на годината започна со превентивни прегледи за навремена контрола на параметрите кои се битни за навремено спречување на појавата на кардиоваскуларните заболувања. Се мери крвниот притисок, маснотиите во крвта, дебелината и шеќерот во крвта, кои се најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларните заболувања. Од досега реализираните акции, заклучокот е дека луѓето од руралните средини не водат голема грижа за своето здравје и не вршат чести превентивни прегледи, велат лекарите. Едукацијата на населението за потребата од навремени превентивни прегледи за контрола на сопственото здравје е битен фактор за рано откривање на болестите. Понатаму се продолжува со останатите превентивни прегледи за лицата во руралните средини во кои граѓаните добиваат и совети за здравјето. Програмата Здравје за сите продолжува в петок во Центарот за култура Бели Мугри и на граѓаните им дава можност да извршат бесплатен преглед, независно од нивниот статус на здравствено осигурување. Се спроведува претежно во руралните средини со цел приближување на здравствената заштита на лица кои ретко посетуваат лекар, но и останатите ризични групи население. За крај проследете спортската информација. Комплетирано првото коло од училишната кошаркарска лига за основци. В петок започнува и лигата во мал фудбал, додека по нова година стартуваат и останатите дисциплини. Алина Попиванова, Раде Кратовче 24:4 и Никола Карев, Свети Кирил и Методи 25:12 се резултатите од двете кола одиграни во рамки на училишната кошаркарска лига за основки. Со овие надпревари во спортската сала во основното училиште Никола Карев беше комплетирано првото коло. Од денеска почнаа надпреварите во кошаркарската лига за женски во основните училишта, значи во подрачјето на општина Кочани. Официјално денеска започна и првиот надпревар, моментално се игра првиот надпревар. Секој четврток ќе се одржуваат надпревари, значи од женската лига за кошарка во училиштата лига. Во вторникот започна и надпреварите во машката лига за кошарка исто така. Лигата се игра во спортската сала во Свети Кирил и Методи, значи во градската спортска сала. Исто така се одиграат два надпревари, значи учествуваме сите 4 училишта, основни училишта во подрачје на општина Кочани. Училишта лига треба да трае до почетокот на нова година, значи завршува во последната недела од ова полугодие. Тогаш ќе се знаат победниците, значи за сите првопласирани, второпласирани, трето исто и за четвртопласирани следуваат и награди. Целта нова лига е да ги оттргнеме децата од лошите навики и од улиците, да бидат во училиште сали, да спортуваат и да се здобиат со позитивни и добри навики кои што ги користат и понатаму во секојдневниот живот. В петок пак се игра првото коло во мал фудбал. Училишните спортски надпревари годинава ќе го задржат истиот формат, со таа разлика што се воведуваат и фудбалски надпревари во женска конкуренција. Во општината Чичиново Блешово се игра и женски футсал фудбал. Учествуваат 4 училишта, тоа е училиштето на Крсти Петко Мисерков од Оризари, Свети Кирил и Методи, училиштето од Блешово Чичиново и нашето училиште Никола Карев. Тоа е општински надпревар, значи од општинската лига. Победникот од овој надпревар ја представува општината на регионалното првенство и понатаму продолжува, ако има успех, оди на државно првенство и така натаму. Минатата година по подолга пауза за прв пат се воведе и ракометот, претходно во планот беше внесен и шахот, на програмата треба да се врати и одбојката.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.